Повели Еви. Не знаев дека требаше да се обратам. Ќе ви кажам нешто што е приказна, сите ние сакаме да споделуваме успешни приказни, ќе се обидам да бидам кратка. Го запознав прво витезот од семејството Карапанчеви, кога пред известно време дојде овде во Македонија при една средба од диаспората и не само што поводи силни овации во салата на Александар Палас, туку покажа дека е силен карактер, иако наведом голобрадо момче, пред кого е една голема и навистина успешна кариера. Драго ми е што потоа замена на школување во Велика Британија и сега е веќе успешен адвокат во Канада. Тоа беше првата врска. Кога го запознав Зоран, тоа беше втората наша средба и видов дека Бог, ако е некој добар пејач, велат му ги помазнел гласниците. Ако го допрел со перото, тогаш знаете дека ќе биде голем талент во пишување. Ако му изронил капка од виножитото, тогаш ќе биде добар сликар. Не знам како пее, ама второто и третото сигурно Бог му го дал. Знае да пее. Еве, добива, но сигурно е од искусна Господја дека знае, значи Бог го милувал, му ги дал сите три таленти. И реков, едното крило го видов во младото момче Александар. Кога ја запозна Весна, неговата муза, реков, се нашле Боже сите тројца како Господ да ги споил. И тогаш видов дека неговата муза, неговата Весна, се практично како едно цело, како позитивно и негативно, во смисло се едно цело, како инк и јанг, на дополнение. Ниту тој без Весна, ниту таа без Зоран. Источната филозофија, европската филозофија, се заедно. Тоа што имав да го напишам за книгата, го напишав, ќе го прочитате, мислев дека приказните од личните видувања се поинтересни и затоа сметам дека овој родит, овој човек со толку многу таленти во себе, овој човек кој што можете да седите со него и да зборувате на било која тема да ве остави без див, заслужува еден голем аплауз. Гледам од каде неговите две крила, едното од неговиот син, другото од неговата супруга. Зоки, те посакувам успешно да леташ во уметноста.